Заради свечениот чин, замолен сум да не сум и долг. Не би требало. Немам време за одговарање на прашањата на брат Андреј, меѓутоа тој постави многу интересни прашања. Туку на самиот почеток ја ќе поставам едно прашање во продолжение на нашата тема од минатата сабота во врска со државата Израел и каква врска има таа со знаците на последното време. Ме слушнавте? Не ме слушнавте? Шо да правиме? Ви реков, минатата сабота ме научија да бидам потивок и сега премина во навика. Што да правам? Премина во навика. Во нашата средина моментално имаме некои постари лица и сега мене ме интересира колку мина од вас тука се постари од државата Израел. Колку мина од вас тука сте постари од Израел? Значи, постари од 14. мај 1948 година. Ја имаме баба Менка, така? Да, и Стефка, Ката. Други? Немаме? Мајка му на Горан. Гоце, ти си млад, така? Млад си ти, да. Цеце, млада си ти? Од Израел помлада си, така? Да. 1 година, добро, значи вие сте млади. Ке го сметаме и брат Коста, кој иако не е сега тука со нас, беше минатата сабота на првиот дел. Зошто го прашав ова прашање? Замислете, денес, во ова постпландемиска, во ова апокалиптична епоха во која што живееме, каде што одамна, уште пред 3 години тогаш, се споменува 2030-та. Се споменува како некој рок за нешто. Мнози на тоа го проповедаат. 27 година, некој 28 година. Во ова време, каде што многу што е поинакво и различно од, да речеме, минатиот век, се уште постојат живи луѓе кои што или се родиле, или биле и постари малку, пред 48 година, така? Значи, се уште постои генерација на луѓе кои што живеат цело време додека постои државата Израел, така? Зошто е ова битно? Ќе видиме малку подоцна. Ние ќе отвориме сега во уште еднаш да го прочитаме пророштвото на Амос. Па ако се сеќавате, јас поставив прашање каде се цитирани овие зборови, овие негови зборови во Новиот Завет, така? Ќе отвориме во Амос 9 глава и ќе го прочитаме уште еднаш текстот од 9 стих па до крајот, до 15-тиот. Амос 9 глава од 9 до 15 стих. Тука е даден целосниот текст. Зашто еве, јас ке заповедам
и ќе го распрснам домот Израелов по сите народи, како што се растураат зрната во решето, и ниедно не паѓа на земја. Од меч ќе умрат сите грешници меѓу народот мој, кои велат, нема да не постигне и нема да дојде кај нас тоа зло. 11 стих. Во оној ден ќе ја подигнам паднатата скинија Давидова или шаторот Давидов, ќе ги пополнам пукнатините неизини, срушеното ќе го подигнам и ќе ја обновам, како во поранешните дни, за да го завладее остатокот од Едом и сите народи, меѓу кои ќе се спомнува името мое, вели Господ, кој го врши сето тоа. Ете ќе настапат дни, вели Господ, кога орачот ќе го затече жетварот и оној што гази грозие сејачот, и горите ќе пуштаат гроздов сок и од сите ридови ќе потече. Ќе ги вратам заробените на мојот народ Израел и пак ќе ги изградам запустените градови и ќе се населат во нив, ќе насадат лозија и ќе пијат вино од нив, и ќе направат градини и ќе јадат плодови од нив. И ќе ги населам во земјата нивна, и тие нема повеќе да бидат истргани од својата земја, која им ја дадов јас, вели Господ твојот Бог. Реков минатата сабота дека овие зборови не можеме да ги примениме на денешната држава Израел, и тоа со право не можеме, затоа што оваа денешна држава Израел е секуларна република, не е господовиот Израел, не е теократија. Поголемиот дел од населението се атеисти, значи замислете, не се дури ниту традиционалните јудејци или припадници на талмудскиот, рабинскиот јудаизам, туку атеисти, 65% атеисти. Тоа значи не само што не го признаваат Христа, ниту Господ ништо. Веруваат во еволуција, човеколиките мајмуни и сето оно што го споменавте за време на поуката. Тогаш на каков Израел се однесуваат овие зборови? Каде во Новиот Завет се цитирани овие зборови? Се сеќавате? Маре го даде тогаш одговорот. Каде во Новиот Завет се цитираат овие зборови од пророштвото на Амос? Се наоѓаат во делата на апостолите. Апостол Јаков ги цитира како водач, врховен старешина или епископ на Ерусалимската црква во времето на Ерусалимскиот собор, односно апостолскиот собор во Ерусалим. Отворете, значи, во Дела 15 глава, и сега пред да читаме таму, Јаков почнува со својот говор од 13 стих. Предходно зборува Павле и Варнава, ги кажуваа своите искуства за тоа како Господ работеше преку нив и правеше и големи чуда за обратување на многу незнабожци, кога ги основаа првите цркви во незнабожечките земји во нивното прво мисионско патување. Прето зборуваше Симон Петар, како преку него и почна делото на проповедање и крштавање на незнабожците, на необрезаните. И потоа наред доаѓа Јаков. Што кажува Јаков? Мажи, браќа, слушнете ме, вели овој превод.
Симон изложи, значи Петар, како Бог најнапред ги посети незнабожците за да избере од нив народ за неговото име. И со тоа се согласуваат и зборовите на пророците како што е напишано. И сега што цитира? Го цитира Амос. И тука вели 16 стих. И потоа ќе се вратам. И пак ќе го подигнам паднатиот дом Давидов, или шаторот, или скинијата, како што читавме во Амос. Овој превод вели тука во Новиот Завет, паднатиот дом Давидов. И неговите урнатини ќе ги поправам и ќе го издигнам. За да го побараат Господа и другите луѓе и сите народи кои се наречени со моето име. Вака ги парафразира зборовите на Амос, апостол Јаков. Се сеќавате, таму кога читавме во Амос, прочитавме вакви зборови, за да го, значи, откако ќе го подигне шаторот Давидов, ќе ги поправи неговите пукнатини, урнатини, за да го завладеат остатокот на Едом. Се сеќавате на тоа? Остатокот на Едом. На што се мисли овдека? Едом е брат му на Јаков, Исав. Брат му на Израел е Едом. Интересно е, не знам дали сте го забележале ова досега, ја пред неколку години научив од интернет дека евреите, значи рабините, јудаизмот, со Едом, со името Едом, ги нарекува сите христијански народи. Во смисол, израелците, евреите се Израел, а брат му на Израел, Едом, се христијанските народи. Тоа е нивно, така, толкување. Овде контекстот е обратувањето на незнабожците, крштавањето на незнабожците, да го побараат Господа другите народи, значи незнабожците. И во тој контекст апостол Јаков ги цитира зборовите на Амос. Значи, апостолската црква започнува на Педесетница со силата на Светиот Дух. Прво се проповеда Евангелието на евреите, 3,5 години, отприлика. Потоа, почнувајќи со римскиот капетан Варнава, почнувајќи со апостол Петар, и на незнабожците се крштаваат и првите неевреи, и од тогаш многу повеќе такви, отколку евреи во Христовата црква. И тука на апостолскиот собор во Ерусалим, Јаков ги цитира овие зборови на Амос. Вели, со тоа се согласуваат зборовите на пророците. Со што се согласуваат? На што мисли? Значи, пред тоа апостол Петар, Павле, Варнава зборува како Господ ги обрати незнабожците, ги посети незнабожците, како мнозина од нив ги повика, за да си избере од нив народ за неговото име. Значи, кои? Незнабожците. 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 Тие се темата. Тие се темата. Спасението на незнабожците, обратувањето на незнабожците, крштевањето на незнабожците. И Јаков вели, со тоа се согласуваат и зборовите на пророкот Амос. И го цитира. Значи, подигањето на паднатиот дом или шаторот Давидов, поправањето на неговите урнатини, за да го побараат Господа и другите луѓе и сите народи. Зошто Јаков го цитира Амоса во овој контекст?
на Ерусалимскиот собор, заради 17 стих, заради ова второто. Бидејќи и Амос прорече, значи, Господ прво ќе го подигне паднатиот дом, шаторот или скинијата Давидова, за да го побараат Господа и другите народи. Така? Значи, прво Господ го подига Давидовиот шатор, го поправа, а потоа се обратуваат кон Господа незнабожците, другите народи. Ако е тоа така, тогаш кога Господ го подигнал, го обновил или го поправил Давидовиот шатор? Значи, и Амос вели, и Јаков кога го цитира, повторува, прво Господ го подига Давидовиот шатор, кој што бил разурнат, го поправа, а потоа се обраќаат кон него незнабожците, другите народи. Заклучок, кога Господ го подигнал Давидовиот шатор? Кога го изградил повторно, го поправил, пред да се обратат незнабожците. Бидејќи текстот вели и во Амос, и тука во Дела, дека прво се подига паднатиот дом на Давид, прво се обновува неговата скинија, неговиот шатор, а потоа, за да го побараат Господ и другите луѓе и сите народи. Обраќањето на незнабожците не може да се случи без да биде обновен или повторно изграден или подигнат Давидовиот шатор. Кога ова се случило? Временски. Значи, Господ го подигнал и го обновил Давидовиот шатор пред да се крсти првиот неевреин, капетанот Корнелиј, например. Пред да се обрнат незнабожците кон него, Господ веќе го подигнал, го обновил, го изградил Давидовиот шатор. Како? Точно. Значи, со тоа што по распнувањето, по воскресението и по вознесението на Педесетница, што се случи? Господ Исус Христос, синот Давидов, значи ветениот Месија, беше крунисан како цар во небесното светилиште, на небесниот престол. И истиот ден кога беше крунисан како цар, ова Елена Вајд го вели, дека тој ден бил крунисан на Педесетница во небесното светилиште, тогаш и го испратил Светиот Дух на својата црква, за да таа може во таа сила да го проповеда Евангелието по целиот свет. Значи, ова е битно да го разбереме. Кога Господ зборува за Давидовиот шатор, зборува за држава, зборува за израелска држава. Но таа држава не е секуларна република, не е атеистичка држава, тоа е господовата држава, тоа е теократскиот Израел, на чиј што престол седи самиот Исус Христос, месијанскиот цар. Ова е битно да го разбереме, за да не се буниме. Зборовите на пророкот Амос се исполниле во апостолско време. Тогаш Господ го бил зацарен, само не на земјата, туку на небото. Зошто не на земјата? Зошто не во земскиот Ерусалим? Народот тоа го очекуваше. Осана на синот Давидов, осана на синот Давидов. Зошто го збореа тоа? Зошто го викаа тоа? Кога Исус влегуваше во Ерусалим?
кога фрла палмови гранчиња пред него и пред ослето, пред магарето. Што очекуваше народот дека ќе се случи кога Исус така триумфално влегува и пророчки дори? Дека ќе биде зацарен во Ерусалим, така? Тоа го очекува. Затоа осана на синот Давидов. Зошто синот Давидов? Значи, тоа е Месијата, тоа е царот. Конечно дојде време Господ да го основа своето царство. Меѓутоа Исус тоа не го направи внатре во земскиот Ерусалим. Исус бил зацарен на педесетница во небесното светилиште. И од тогаш почнува неговото царство, но тоа е сега за сега само на небото. Така ли? Имаме уште малку време. Добро. Да се вратиме првата глава Дела на апостолите. Значи, Исус се вознесува сега на Спасовден и пред да се вознесе, што го праша учениците? За последен пат, што го праша? Последното прашање што му го поставија. Дела 1 глава, 6 стих. А тие кога беа собрани го прашаа велејки: во ова време ли ти ќе го востановиш, Господи, царството Израелово? А тој што им одговори? Не е ваше да ги знаете времењата или часот што Отецот ги поставил во своја власт. Значи, кога тие прашале: Господи, во ова време ли? Видите што се уште ги копкало учениците. Исус веќе треба да се вознесе. Тој веќе го откупил човечкиот род. Веќе воскреснал од мртвите. Веќе им објаснил што се треба да се случи, како треба да го чекаат Светиот Дух и да го започнат делото на евангелизирање на целиот свет. И нив се уште ги копка ова прашање: Господи, во кое време, дали во ова време ќе го востановиш царството Израелово? На што мислат учениците кога го прашуваат ова прашање? Што тие мислат под царството Израелово? Според Христовиот одговор, не е ваше да ги знаете времењата или часот. Значи, на кој настан се однесува прашањето? Што е тоа што не треба да го знаеме за времењата или часот што Отецот ги поставил во своја власт? Христовото второ доаѓање. Значи, внимавајте, кога учениците прашуваат во ова време ли, со други зборови прашуваат: Господе, дали ќе дојдеш во ова време? Во нивно време. Повтор пат. А кога ќе дојдеш, се подразбира, тогаш кога ќе дојдеш, тогаш она царство што е на небото, тогаш ќе биде воспоставено и на земјата. Месијанското царство. Тоа е царството Израелово. Републиката Израел од 48 година нема врска со ова. Барем не до сега. Зошто учениците го поставија ова прашање? Дали малку се разочара? Дали помислија дека можеби Христос нема да се врати во нивно време? Еве зошто. Кога Христос го одржа својот пророчки говор, да отвориме, например, во Матеј 24 глава, значи уште пред својата смрт. Матеј 24 глава.
им кажал многу работи во врска со знаците на времето, така. Ги кажал сите знаци во врска со разорнувањето на Ерусалим, бидејќи прашањето беше, Господи, кога ќе се случи разорнувањето на храмот? И кој е знакот на Твоето доаѓање и крајот на светот? Учениците го поставуваат прашањето како да Христовото второ доаѓање и крајот на светот ќе се случат во исто време кога и разорнувањето на Ерусалим. Значи, тие имаат секаква причина да се надеваат дека второто Христово доаѓање ќе се случи во нивно време. Тие не би сакале да се случи некогаш подоцна. Или да поминат многу векови и многу времења до крајот. Да не ги читаме сега сите знаци, кои што ви се познати, но да се задржиме на текстот од 32 до 35 стих. Значи, откако ги кажал знаците, со смоквата направете споредба. Штом ќе се подмладат нејзините гранги и пуштат лисија, знаете дека е близу летото. Така и вие, кога ќе го видите сето тоа, знаете дека е близу пред вратата. Колку е близу нешто што се наоѓа пред врата што ви се наоѓа? Колку е близу? Колку е близко тоа? Значи, некој треба да ви дојде на гости и веќе се наоѓа, не е уште внатре, уште не сте го примиле внатре, уште не е ви затропал на врата, ама е пред врата. Пред врата е. Во дворот, да. Пред врата. Или во зграда, ако сме, во влезот. Колку е близко? Што прави домакинот или домакинката ако гостинот е толку близко, а се уште нешто треба да се доспреми, да се... уште нешто не е... Ама гостинот е веќе тука пред врата е веќе, и готово, или од прозора, кога ги, и дојдоа, леле, кој скачаат од кола, леле. И ако не сме нешто спремни у тој момент, или да се доспремиме, не фаќа некоја... Близко е пред врата. Според знаците на времето, дали го чувствуваме Христа дека е близу, дека е пред врата? Видите што кажал Христос во 34 стих. Овој превод вели вака: вистина ви велам, нема да мине овој род, додека сето тоа не се исполни. Ме интересира како велат вашите Библии, како гласи овој стих во други Библии кои што ги имате на располагање. Овој род, поколение, што значи тоа? Изворниот збор е генерација. И потоа вели, небото и земјата ќе поминат, но зборовите мои нема да поминат. Христос рекол, нема да помине оваа генерација, додека сето ова не се исполни. Дали бил во право? Кога се случило разорнувањето на Ерусалим? После колку време? Од кога Христос бил последен пат на земјата? Да, по само 4 децении. Дали тоа била истата генерација? Да, значи некои луѓе кои што живееле во времето на разорнувањето на Ерусалим, живееле, биле родени,
кога Христос ги кажал овие збори. Кога Христос се уште бил на земјата. Една генерација. Значи, Христос бил на земјата и во истата таа генерација, колку што можела да трае, се случиле страшните од него проречени настани за разорнувањето на Ерусалим и на храмот. И големата трагедија што тогаш го снашла Израел и израелскиот народ. Од тогаш и престанува да постои теократскиот Израел. Престанува да постои Израел како држава. И сега, зошто е ова битно за нас денес? Откога постои денешниот Израел, дали ние се уште живееме во истата генерација? Да. Реков, се уште имаме живи луѓе кои што се родени и пред него. И се уште се живи. И дај Боже да бидат живи постојано. До крајот. Сакам да речам до крајот. Дали откако постои денешниот Израел, истата оваа генерација, ќе се случи крајот, второто Христово доаѓање? Тоа е големото прашање, бидејќи Христос беше на земјата и до крајот на државата Израел, разорувањето на Ерусалим, истата генерација. Не помина повеќе од таа една генерација. Дали откако постои денешниот Израел во истава генерација ќе се случи крајот? Или, како што постави прашање пророкот Исаија, дали во еден ден може да се роди една нација? Но, пророкот Исаија го поставува тоа прашање, значи, го поставува тоа само како прашање, значи, прашална форма. Но контекстот е ист. Елена Вајд дава одговор на ова прашање. Како го одговора тоа прашање, Елена Вајд? Во еден ден, на вистина, ќе се роди една нација. Во еден ден. Како? На што се мисли? На што се однесува тоа? Тука за денес ќе мора да завршиме. 66 глава од Исаија, последната глава од Исаија. Да го прочитаме прашањето. Во 8 стих, 66 глава 8 стих, Господ вели преку Исаија и го поставува ова прашање. Кој слушнал такво нешто? Кој видел слично на тоа? Дали никнува од земјата во еден ден? Дали во истиот ден кога ќе насадите нешто, го добивате и плодот? И никнува цело стебло, во истиот ден. И потоа вели, се раѓа ли народ наеднаш, како Сион, што туку почна да се мачи од родилни болки и ги роди синовите своји. Ова е некако многу енигматично вака. Но самиот Господ тука вели дека Сион е тој народ кој што се раѓа во еден ден, одеднаш.
И Елена Вајд тоа го потврдува, велејќи во еден ден ќе се роди една нација. Кога? Во оваа генерација. Во оваа генерација. А и за денес да завршиме и со зборовите на апостол Павле од Римјаните 11 глава. Па ако даде Господ живот и здравие, ќе продолжиме следната сабота за оваа тема. Римјаните 11 глава. Дваесет стих. Римјаните 11:25. Сакам, браќа, за да не си помислите во себе дека сте мудри, да ја знаете оваа тајна. Која тајна? Дека закоравеноста само со еден дел падна врз Израел. Значи, Израел е цело време слеп, неверен, безбожен, антихристијански. И тој, се уште теократскиот, додека Христос бил на земјата, и таа иста генерација, додека апостолите проповедале, до разорувањето на Ерусалим, и овој денешниот, од основање до денес. Имало и тогаш во првиот век, и во овој денешен Израел, и илјадници евреи, кои што се обратуваат секој ден и го прифаќаат Исуса Христа и се крштаваат во Негово име. Но нацијата, мнозинството, начело со водачите, се уште е против Христа и против верата. Тоа апостол Павле го нарече слепотија на Израел, закоравеност на Израел. Меѓутоа, таа слепотија, таа закоравеност ќе трае до кога? Врз Израел. Додека да настапи полнината на незнабожците. Така вели овој превод. Вашиот како вели? Додека не влезе полнината на незнабожците. Народите, да, се мисли на другите народи. Кај да влезат? Во Христовата црква. Во Христовото царство. Ке продолжиме следната сабота. Времето ми истече. Ке се подготвиме после ова богослужение за самиот свечен чин, кој што денес го завзема централното внимание за овој ден, а Господ да ни даде живот и здравие, бидејќи ние сме и живееме во последната генерација. Дали тоа го чувствуваме? Дали е близу пред врата? Па еве за следната година велат ќе ги укинат парите, за следната 24-та година нема да има готови пари. Така планираат. Дали го чувствуваме дека е близу пред врата? Во истата генерација, откако постои овој Израел. Нека Господ ни даде живот и здравие, да го дочекаме. Баш така, Рајна. Да го дочекаме. Амин.